Дали синоќа беше сторено кривично дело со повторното праќање на предлог законот за јавно обвинителство во собранието, имено владата новиот текст го прати без истиот да помине на владина седница. Алфа праша во обвинителството дали ќе го испита трансферот на новиот предлог текст, но од таму одговор се уште не добивме. Пратеникот од опозицијата Антонио Милошовски уште синоќа предупреди дека е прекршен деловникот на владата. Не може Оливер Спасовски сам, во свое име, без владина седница, без одлука, без записник, да достави парче хартија кое што нема никаков легитимитет и е злоупотреба на неговата позиција, спротивно на деловникот за работа на владата на Република Македонија и да побара повлекување на предложен текст до собранието без владата да донесе одлука. Додека во јавноста се поставува прашањето дали техничкиот премиер Оливер Спасовски ќе добие кривична пријава, Заев вели опозицијата била виновна што морало да се праќа нов текст од законот. Според неговите зборови, ВМРО ДПМН е вршиле притисоци кон пратеници да не гласаат за законот за јавно обвинителство. Деновиве се прави терор, заканување, плашење, уценување на претениците заради тоа што криминалот ги наоѓа сите можни пратишта да ја спречи правдата и правната држава. 10 пати поголем е притисокот врз пратениците од тој што беше за уставните промени, која стоја над нивните глави. Да ги остават пратениците заради тоа што тие се светост во државата. Тие се членови на највисокиот демократски орган во Република Северна Македонија. Инак упраќањето на втор предлог текст владата го оправдуваше со тоа дека се работело за технички промени, но ако се споредат двата предлог текста, во вториот може се забележи и бадентеровиот начин на бирање обвинители, а за разлика од првиот, таму се вметнати одредбите од законот за јазици, кој Венецијанската комисија беше прогласен за противуставен.